пат на море, плажа, журки, танц, стада овци во прекрасни зелени предели, војници на Југословенска народна армија, со капи со црвени петокраки, улици преполни со луѓе. Во кратко видео со неколку снимки вештачката интелигенција ја оживеа поранешната Југославија во далечната 1981 година. На југоносталгичарите можат да им потечат солзи, а за оние кои се родиле многу подоцна тоа е прилика да дзирнат во животот на своите баби и дедовци. Во еден невообичаен и хумористичен потек, канцеларијата на гувернерот на Калифорнија, Гевин Њусом, објави видео од озлогласениот император Палпатин од Војна на ѕвездите како ја рецитира објавата на Доналд Трамп на Truth Social, во која го критикува Лос Анџелес. Во видеото, кое брзо се прошири на социјалните мрежи, гласот и ликот на императорот Палпатин, најпознатиот негативец од научно-фантастичната сага, ги чита зборовите на Трамп за Лос Анџелес, додавајќи го театарскиот и злокобен тон типичен за ликот од филмовите. Еден од најпознатите светски готвачи, британецот Џејми Оливер го отвори својот прв ресторан во Црна Гора, Џејмис Италијан Монтенегро. Ресторанот е отворен во Бока Плейс, модерен дел од луксузната марина Порто Монтенегро во Тиват, а според црногорските медиуми тој планира да отвори ресторан и во главниот град Подгорица. Џејми Италијанс е глобално познат синџир на ресторани кој промовира автентична италијанска кујна со фокус на свежи состојки, рачно изработени тестенини и одржлива гастрономија. Брендот е основан во 2008 година. Apple, на отворањето на својата годишна конференција за програмери WWDC 2025, официјално го представи iOS 26, нова верзија на оперативниот систем за iPhone. Најголемата иновација доаѓа во форма на целосен редизајн што Apple го нарекува течно стакло, што носи помодерен и почист визуелен идентитет низ целиот систем. Оваа верзија на iOS, исто така, означува промена во начинот на кој се именуваат ажурирањата на софтверот на Apple, наместо претходната нумеричка низа, каде што, на пример, овогодишната верзија би била iOS 19. Apple сега користи броеви поврзани со годината по презентацијата.